Рече 1000 евра се потребни за едно 4-члено семејство да преживее во Македонија. Оваа сума е пресметана под претпоставка дека тоа семејство живее во Скопје, во сопствен стан од 60 метри квадратни, купува облека на попуст, ги купува само основните прехранбени производи. Само 2 пати месечно може да си дозволи хамбургер, а не може да јаде во ресторан. Сојузот на синдикати на Македонија ја објави новата методологија за синдикална кошничка, која има 11 ставки за разлика од претходната која имаше 7, а изработена е за да се добие пореална слика на денешната состојба. Да помогнеме во пристапот да се изработи унапредена методологија, да речам, пошто таа и до сега постоеше синдикалната кошничка, но малку времето помина, една декада скоро од последната. Според податоците, само за храна месечно се трошат пари речиси колку што изнесува минималецот. 20.730 денари се потребни за да се купат основни прехранбени производи. Синдикатот пресметал дека еднаш годишно ќе може просечното македонско семејство да купи кошула и обувки за едно дете, а одењето на фризер или бербер станува луксус. Според ова, едно семејство во кое само еден од родителите работи и зема просечна плата може да помине само половина месец. За преживување според пресметките во едно семејство треба да влегуваат една просечна и една минимална плата. Новата методологија доаѓа откако претходно од власта беше порачано и синдикатот не ја правил добро пресметката. Една новогодишна честитка за сите креатори на политиките, како за работодавачите, така и за функционерите од власта и од опозицијата и од оние кои претендираат да ја водат оваа држава. Со една посвета од задната страна на честитката дека треба напорно да работат за да ги исполнат минимум условите потребни за преживување на едно 4-члено семејно домаќинство, поради тоа што оваа синдикална кошничка не требаше да покаже со што можеме да преживееме како работници, туку требаше да покаже дека ни е потребна достоинствена плата за достоинствената работа која ја работиме. Министерката за труд и социјална политика Тренчевска кажа дека се радувала на новата пресметка и верува дека ќе помогнела во преговорите со синдикатите. Почитувајќи ги сите оние параметри кои што ќе ни ги дадат, ќе ни ја даде оваа синдикална кошничка, ќе бидат основа и за преговорите со синдикатите и за преговорите со работодавачите во наредниот период за да обезбедиме навистина пристојни плати, достоен живот за секој поединец, за секој работник во општеството. Сепак, Тринчевска како владин представник не ја проследи презентацијата до крај зашто морала да присуствува на друг настан. Па немавме прилика директно да ја прашаме дали платите и пензиите на македонските граѓани се достоинствени и како се чувствува кога најголем дел од низините сограѓани немаат ниту за крпен живот.